Хроничната бубрежна болест појавува симптоми, но најчесто кога болеста е во понапредна фаза, велат лекарите. Од друга страна пак има ситуации кога пациентот нема никаков симптом дека нешто се случува, а болеста постои. Според доктор Ивановска, важно е пациентите, особено оние што се во ризична група, редовно да се контролираат. Дека тоа е една подмукла болест и пациентот не знае дека има бубрежна болест. За жал се јавуваат во касен стадиум, кога веќе ќе почнат тие симптоми да се јавуваат. Меѓутоа, токму за тоа ќе ги кажам ризичните групи на пациенти кои ќе се препознае во таа ризична група, значи да права превентивни прегледи и без симптоми најмалку еднаш годично, најмалку со една крвни анализи, лабораториски исследувања, ехо на абдомен, кои што ќе сугерираат дека кај тие пациенти можеби се развила и бубрежна болест. Значи, постојат повеќе ризични групи. Пред се би кажала дека хипертензијата е една од причините. Значи, тука би сакала да се надоврзам со една статистика од нашиот диализен центар. Значи, во светско ниво васкуларните заболувања, односно хипертензијата како причина за хронична бубрежна болест и диабетот водат некоја мртва трка, да кажам. Конкретно, ние со кои податоци располагаме, кај нас васкуларните заболувања се на прво место. Значи, за развој на хронична бубрежна инсуфициенција. Значи, една несоодветна лекувана хипертензија може пациентот да го доведе до хронична бубрежна слабост. Значи, во таа ризична група, нека се препознаат пациентите кои што имаат хипертензија. Потоа, пациенти со диабет, значи редовна контрола на диабет кај диабетолог, значи кога се има индикација поставување на времено на инсулинска терапија, проверка кај офталмолог, значи ако пациентот има една ретинопатија, значи оштетување на крвните садови на окото, многу сме сигурни дека ќе има оштетување и на крвните садови на бубрегот. Значи, ретинопатијата е многу често поврзана и со нефропатија. Редовни контроли се препорачуваат и за оние кои имаат близок со бубрежни заболувања, затоа што и тие спаѓаат во потенцијално ризични категории граѓани. Значи, кажавме хипертензија, диабет, исто така инфекциите на бубрезите, гломерулонефрити, пиелонефрити и сега наследните заболувања. Значи, ако некој во поблиското семејство страда од бубрежна болест, значи потесното семејство треба да направи скрининг и следувања. Дали, значи ние со наследство го примаме од нашите родители, изгледот, карактерот, однесувањето, интелектот. И меѓутоа, за жал, ги наследуваме и болестите од нашите родители. Така да можам да констатирам дека во нашиот центар има доста наследна болест, тоа е адултна полицистична бубрежна болест, а кај некои центри воопшто не е присутна. Значи, кај нас наследната компонента во нашето поднабие е доста присутна. Значи, ние имаме 2 сестри на диализа, брат и сестра, други 20 во крвно сродство. Значи, зборуваме и за наследните заболувања. Тука секако би ги броила обструктивните нефропатии, значи кај пациенти кои имат хипертрофија на простата кај мажите или каменче некое, нели, кое што може исто така да доведе до иреверзибилно оштетување на бубрегот. Во Центарот за диализа во Струмица се лекуваат вкупно 85 пациенти.